Розата на океанот. Цело утро една птица ме буди, од гранките на гласните мои жици. Цело утро со зениците како со примки сонот мој, јаловита птица несоница. Цело утро нежната ципа на сонот ми ја кине таа птица. И другиот јас од матката на животот, што се уште не сум го заживеал, ме буди и од средето на сината роза на океанот до копното на моето заспано тело гледа и со ехото на дишењето чека да се пробудам. Таа птица во еден изгрев на цето време до еден бран што цела ноќ по стапалките мои чекорел и постојано он мене се враќал ко бродоломник по едрото бело на пустата морска шир. Демостен и Робинзон. И почнав тогаш да тонам и тонам, зашто сватив дека пелкечам кога зборувам, а не би на душата детска ми беше, за да вене и в празнина темна да копне и да си мисли како најлесно е да ја снемам, да заспијам и да не се пробудам среде заиканоста и за секогаш со ништата да останам, зашто никогаш таму во сонот не пелкечам. И ко Робинзон тогаш островот свој пуст среде градската библиотека го најдов и како што тој Фетко свој го најде, и јас Демостен си го најдов. Бидејќи и тој кој јас пелкаше листо, па ист метод кон него да користам почнав, но наместо камчиња, лешници и костени надвикував. И наместо бучите бранови од тегејот бел, возовите брзи ги користев за да викам, и сите капки од изговорот нејасен издиво краток, највисок бран ги собирав. И колко бурите далеко гласот го фрлав и до песвест викав, за и мене ко Демостен никој така да не може да ме слушне. Се додека кратките споеви струја во мозокот мој не престана јазикот за несреќата да ми го лепат, сепак разбрав подосна дека никогаш вистински не сум престанал од изговорот и возбудата силна за препастен да бидам. А единствениот лек ми бил да научам длабочината како гласот да ми понира и со тишината кроце да зборувам. Би сакал да го прашам Драјче, дали е ова доволна провокација, дали е доволно чита поезија за да те предизвикам да почнеш да зборуваш за поезијата на Борче Панов? Значи, може да ти одговорам искрено. Да. Абе, после топ пушка слушам се. Значи, време е за она што се молчи да почне да се зборува. Има една пиеса на Нушич. Еден доаѓа и дава на визит карта, секој си пишува на визит картата која, и овај дава визит карта, на визит картата пишува полиски шпион. Значи да го знаеш. Јас можам да си направам визит карта како паланачки промотор. Не знам уште кој не сум промовирал во палака. Како беше Шенка Колозов, па Темелковски, па Христо Петровски, па Борче, сега, Страшо Милошевски. Не знам, Борче ми рече, Трајче скратни го тај текст твој, оти напред имам нешто напишано лошо за Борче. И вика, самата од добрата, афирмативната, ќе го кажеш. Сега, не знам колко е афирмативната и Страшо вика, одлична е поезията на Борче, па не мора да читаш сега, ќе му речеш дека е одлична. И сега, значи, за Борче Панов, како за многу други, може да не кажеме дека е поет на градот. Но и него става градот како гибел за човекот, туку како партнер со кој човекот екзистира и постои. Затоа уште на почетокот на стихозбирката, како учен, опитен драматург, тој му навестува на читателот дека по животниот пат опишан низ дискурсот на поезијата поаѓа од кај градот. И што ќе открие локацијата, веднаш преминува на незиниот опис. Па ќе каже дека градот во кој постои, екзистира, никогаш не е заклучен. Затоа тој неретко спие, се одмора,
токму во луѓето. За Панов градот е простор, но просторот е изгубен без време. Тие одат секогаш заедно. Затоа во градот на неговото постоење ќе кажеме дека живее градот на неговото постоење дека живее во едно време. Овде можеме да заклучиме дека Панов не ги признава останатите две категории на време. Времето во кое живее градот мора да е сегашно. И на вистина, само градот што живее во едно време може да биде и клучелка, да се игра со клучевите. Нема клучелка низ која се гледа винакото или вината. Она што низ неа може да се види е само времето сегашно. И кога ја отвара татковата куќа, која е полна со спомени, која отвара во времето сегашно. Разрешница на дилената што е постано градот или клучето. Градот за Панов е колепка, во неа сонот станува цврста градба. Таа градба ја добива формата на градот, но и неговиот чекор и ритм. Затоа многумина го избираат за нивен водач. Зошто тој е најдобриот соголумач на денот и водач до она што се случува само во човекот и никаде другаде. Изговор на светлината. Со светлечка Морзејова азбука ми пишуваат светулките дека ко семенце глуво закопана во денот, друшка нивна останала и дека салпрашника на прагот од утрото ќе биде. Тишија, ме молеа тие, кога се прашував што ли се случи кога еден од двата гласа мои од грлото ми се оддели и кон светлечката азбука на ноќта ме повика и на дланкиве кандилца мали две подготвени за молитва ми стави, во исто време и премногу далеку и сосема близу до изговорот на светлината. Во одгаднувањето на пораката ќе појдеме од откривањето на особеностите на испракачот, па ќе кажеме дека Панов е наивен и искрен испракач. Тој светот во кој живее го толкува известните приказни што ги слуша од своите најблиски и ни своите сензибилни фантазии. Тоа му возможува да испраќа повеќе димензионални слики кои се јавуваат како плод на сериозни и шеговити елементи. За него екзистирањето на човекот е испреплетено со низа смешни моменти, а постоењето е само сериозно. Затоа, кога зборува за семејството и за случаи поврзани со неговите најблиски, повеќето се смртни случаи, тој не заборава да ги истакне смешните, комичните моменти, но кога сака да ја истакне сериозноста од човековото постоење, тој се свртува кон Бога и бара од него објаснување или да му ги изслуша жалбите, за да му се покори на молбите. Како за закупот на дедо, додека го чекавме попот, а баба на дедо му рече: додека да дојде, брадата пак ќе ти порасне, а не е добро на светот горе да заминеш како старец. Кога си жив, но и умрем. Како за закопот на дедо, кога чекавме на попот, а баба на дедо му рече: додека да дојде, брадата пак ќе ти порасне, а не е добро на светот горен да заминеш како старец. Се сетив на ова несвесен за одразот на човекот што најавено сонува, а од сребреното дно на утрото срцето ми ги допира мислите со капиларите на сонот. Кога само сонот ми беше најцврстата градба во градов, со кој заедно на стаклени нозе стоевме пред огледалото помеѓу есента и зимата, кога куќите се уште топли и кога покриено со муви, одеднаш огледалото те гледа со белите црвени на поразот, а ти се надеваш дека над остриот брич на свеста пак со мазно лице ќе излезеш во еден ден во кој си ветуваш дека никогаш повеќе нема да си дозволиш да умреш во овој град во кој младоста е состојба на подсвеста, а едно твое јас само понекогаш е како отворено стаклено звоно од кое излетуваат пеперутки со сите бои на пролетта. Во песната папочна вена на писмото
Понекогаш се прашувам, одим ли по стапките на судбината или чекориме како за прв пат да живееме. И во песната напишеме Боже, те молам навистина да постоиш Боже. Навистина да си невидлив, да сонуваш во зборовите мои, додека во Твоите се будам јас. А душата моја на изворот од животот го искупува присуството Твое. Боже, те молам, напиши ми насмевка на лице. Тоа е Боже. Благодарам. Напиши ме, Боже, те молам, навистина да постоиш, Боже, навистина да си невидлив, да сонуваш во зборовите мои, додека во Твоите се будам јас, а душата моја на изворот од животот го искупува присуството свое. Боже, те молам, напиши ми насмевка на лицето, која што ќе ти се допадне. Напиши ми топлина во срцето мое, за да те огрее потоа. Те молам, напиши се во мене, Боже, зашто често ко понорница себе си сум и в благочините мои планирам да ги прашам од што ли бегам, што ли сакам, по што жедеам и како од себе да преживеам, кога само корито суво зад себе остава, приказните за исчезнувањата мои да ги раскажува. Боже, направи да се почувствувам исто како и кога си добар, до запрепастување толку добар, да го вкусам времето, кога бираше како ќе бидеш расположен, толку добро расположен, за да го сотвориш светот или не. Кога се напнува механизмот на темнината, како и сега кога очекуваш да кликне и да те увери дека еден човек ќе си го подигне лицето, како и сонцето го подига денот, а една молитва како новороденче ќе го гушне светот нов, видлив во иднината. И те поканувам да земе збор. Повеќе. Посакувам убав ден. Вашиот град е станал, рекao sam, јас овде бев чини пред 13 години. Докато това от чувство останало до днес. Годината е единственото време, во кое што сите се промојуваме. И јас не би сакал исто да ви задржувам многу време. Средно да прочитам неколку песни, ето да се благодарам песни на директорот. Тоа што е, да кажам, заедно со неговата самопрвничка Даниела, заслужен за ова наша служба. Исто така се благодарам на моите драги пријатели Рашко Милошевски и Гајче Царов. Бидејќи овие студенти продолжуваат понатаму и со книгите. Сега јас да ви подам неколку песни, чисто да слушнете каков е креативниот чин гласот на тој ангелка на очекување. Градот си поигрува со моите кучеви, па често вратата од домот мој со клучот од татковата куќа ја отвора. И пак сум детето што се сеќава дека подарокот е само миг, разврзување на панделката на очекување. Но дали и душата е кутија, што треба да се отвори како подарок, е прашува. Не. Подарок е нешто сосем друго. Тоа сме ти и јас, а душата патник помеѓу нас уверен. Но зошто едно задоцнато враќање постојно ти се заглавува во правата на сетевањето не прашува? Затоа што само така со клучот од татковата куќа го отварам подарокот мој уверен. И душата како голубска глава пак искокна на педерот од наследка. Во чест на жена, неговите жени од Криопава, како од песната на наши копници. Паточна вена на писмото. Понекогаш се прашувам, одиме ли по понекогаш се прашувам, одиме ли по стапките на судбините,
или чекори некако за прв пат да живееме. Многу размисли, многу патишта, а само малку изодине до крајот на мислата. Понекогаш се прашувам колку често раскрсниците ни животот се видливиот дел од лавиринтот и колку ти, колку јас ги живееме животот твој, животот мој, и што ли се прекршува, ни стаа призма од другиот во нас, а кога длабочините мои понирам, алка, не проглотка од вода жива да се напијам, ми велиш дека луѓето не се прозорци низ кои што можеш да погледнеш без да се запушаш колку длабоко си подрени. Зашто секогаш кога ти го затвораш, некој го отвора прозорецот. Кога се сеќаваш, некој заборава. А кога умираш, некој ти е веќе мал трепет и ко ембрион со јасни движења светиш за да раните мугри плацентите на неродените. А мајката што ги те роди точно знае каде ти е раменцето, раката или ноџето и нежно ти ја проверува мекоста на черепот. Кога ти уште не знаеш дека едно песочно синџирче кој интерпункција низ лексика темна ке те води и везден ке взира дали кристалите од кишењето доволно ти светат низ папочната вена од писмото, за да го изодиш патот до една раскрсница нова. Секогаш, кога ќе насеќаш дека не си сам, зашто она што овде те одредува, некаде од другата страна на очниот нерв, со најситната прашинка од сонцето се преведува. Отче, ако некогаш станеш писател, тогаш и само тогаш ќе заборавиш дека постоиш. Потта од челото ќе те уверува дека не го правиш тоа што го правиш, не го сонуваш тоа што го сонуваш. Многумина ќе те читаат, а ти не ќе можеш да изброиш ниту еден. Наистина ми е топло во душава. Не знам дали ја чувствувате и вие таа топлина на Пладне во Крива Паланка. И затоа ви предлагам да излеземе малку надвор да се изладиме. Господин Борче Панов, кривополанечката јавност присуствуваше на промоцијата на вашата книга Заумна вечера. Имате зад вас големо творештво, кривополанечката јавност не ве знае. Јас сум автор на 7 поетски книги. Всушност, мојата прва поетска книга излезе во 1991 година со наслов Што виде Чарли Ч од наопаку. И таа беше наградена како најдобра дебитантска книга на Струшките вечери на поезија за 1991 година. Од тогаш до денес објавив вкупно 7 поетски книги. Осмата најнова поетска книга треба да биде објавена во 2013 година во издавачката куќа Матица Македонска. Инаку сум автори на 8 драми, пиеси, кои што сите се изведени на алтернативно ниво, значи со млади глумци, бидејќи самите текстови се така концепирани да бидат некоја алтернатива на оно што значи драмско твориште. Инаку сум и есеист, пишувам и есеи и член на Друштво на писателите на Македонија 1998 година. Воено сум и председател на една од најубавите поетски манифестации во Македонија со традиција од 40 години, Карамановите поетски средби. Споминавте дека вие работите нешто што не е во склоп на пишувањето. Не сте наставник или професор по книжевност, не работите со некој на кој што можете да им ги пренесете овие вештини и љубовта кон пишаниот збор воопшто. Имате ли можности да ја пренесувате вашата вештина на помладите? Има ли заинтересираност во вашиот роден град и онаму каде што живеете и работите во Радовиш? Всушност, литературата, книжевноста, значи поезијата, да речем пред се, е мојата најголема љубов. Секако дека човек е создаден од љубов и за љубов живее.
И убавината на тоа е да живееме токму заради тоа и да создаваме дела заради љубов. И јас работам како советник за образование и култура во општина Радовиш. Што значи дека сите училишта, и основните и средното, имаме едно средно училиште и 5 основни, се во моја, да речем, надлежност како општински службеник кој што ги сервисира сите потреби на училиштата. Во исто време сум и вклучен активно во културниот живот во Радовиш. Порано бев советник за култура, со децентрализацијата станав и советник за образование. И можам да кажам дека со објавувањето на моите поетски книги, но и со изведбата и поставката на моите пиеси на сцена, јас имам анимирано до сега преку 700-800 млади луѓе. Значи сум работел со најразлична возраст. Од 7 години до 20 години студенти, 25 години, така, завршени студенти. И така да можам да кажам дека во таа смисла сум многу среќен што можам мојот инспиративен порив да им го пренесам и на помладите генерации. Така. Сега да се навратиме на Заумна вечера. Од каде насловот Заумна вечера, бидејќи вие напоменавте дека има некаква поврзаност со тајната вечера, всушност. Всушност има една песна во таа книга која што го носи истиот наслов, а и циклусот од купниот број на циклуси во книгата со ист таков наслов. Тоа беше еден мој код, како јас да место да напишам тајна вечера и да се поврзе тоа со Леонардо да Винчи, со познатата слика за тајната вечера, сега тоа да биде една моја тајна вечера. И мој код на да Винчи, ама поетски. Меѓутоа сепак автентично да биде само мој код, бидејќи ако во тајната вечера на Исус главни чинители се неговите апостоли, овде во оваа книга моите апостоли се сите мои јас. Секој човек е создаден од повеќе јас. Зависи кој јас го води низ животот, која љубов го води низ животот и која е таа доминантна, да кажам, траекторија по која се реализира неговиот живот. Во таа смисла збор можам да кажам дека Заумна вечера е вечера на човекот кој што сака да се пронајде себе си во другите луѓе, не само во себе си. Овде ќе кажам само нешто. Махатма Ганди има на едно место речено дека не барајте го мирот во другите. Нема да го најдете. Мирот најдете го во самите себе си. Човек може да биде среќен човек, може да им подари среќа и на другите луѓе, само ако се пронајде себе си. Дозволите да ве запознаам со уште неколку песни од ова прекрасна книга поезија. Котелец од магла. Одеднаш се најдов во маглата, во која и денот и ноќта не можеа да се најдат. А сепак се најдов. Боже беј, зашто се случуваше толку неочекувано на овој мост, кога на пријателот мој се сетив, што на другиот брег од маглата живееше. И кој знае каде ли сега во некое време од магла, но постои ли време во маглата, освен невреме, во кој смртта, како и сеќавањата, се случува одеднаш. И што ли може да се очекува во неја, освен едно долго враќање во нас, во овој град, што котелец од маглата пред мене се разнижува. Се додека не ми го соголи денот до една јаснотија што ме води по мостот до брегот од еден друг град, во кој одамна ништо не се случило, што веќе не се случило во нас самите. Неколките песни кои што овде за јавноста ги изрецитира и господинот Кацаров и господинот Милошевски, како книжевник можев да забележам дека доминира метафората и сте инспирирани од, да не речам метафизички действија, најчесто преовладуваат, се прелеваат синестезијата, ако можев да ја наговестам и да ја пронајдам во стиховите. Дали е тоа така? Прекрасна забелешка, се гледа дека сте едуцирани прилично во таа сфера. Да, јас, да ви кажам, преку моето творештво изградив еден имидж на еден автор кој што е меѓу најоригиналните автори од, да речем сега, средната генерација на поети и писатели.
И во таа смисла кај мене постои еден спој на она што условно некој го вика неспојиво. Нема ништо што не е неспојиво. Се е поврзано, во таа смисла и синестетичкото искуство, кое што јас не го пренесувам само на перцептивно ниво, туку и на едно ментално ниво, духовно ниво, бидејќи преку мислата можеме да ја доживееме најголемата синтеза на сите наши сензации. И емотивни и рефлексивни. Мислата не е нешто што ние можеме да го одделиме од срцето. Срцето мисли повеќе и од мозокот. Меѓутоа, неминувен е тој спој. Метафизичкото во таа смисла е само пројава на она што секој од нас длабоко во себе го носи. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека за мене ништо не вреди ако нема животна приказна. Таа животна приказна ја имаме во нашите животи, го живееме, го доживуваме сето тоа што и ние како писатели го опишуваме. Меѓутоа, она треба да биде анимирачка за мене. Значи, треба секој кој ќе дојде во додир со одредена уметност, да си ја изгради сопствената приказна во себе. Токму тоа е тај метафизички трансфер и доказ дека едно творештво е успешно и убаво. Во сите оние стихови кои што ги слушнавме, не беа многу, ама не беа и малку истовремено. Беа толку стичетирани, па можеше да се поврзат и со везилката на Конески, и со Копачите можеби, навистина богати стихови во само една песна. Колку време ја создававте оваа заумна вечер? Па зависи, феноменот на уметничката креација е дивергентен. Јас оваа книга многу брзо ја напишав. Можам да речам дека нема ни цела година како работев на неа. Ми се случувало да пишувам книга по 2 години. Тоа зависи човек како живее, со какви проблеми се соочува на животот, колку време има за да се оствари, колку можности има и така натаму. А инаку забелешката ви е на место. Јас ќе ви кажам еве на сето ова што вие го рековте, една специфична ситуација која што неодамна ми се случи. Една колешка пријателка ме преведува на англиски јазик, ми преведува една песна. И вика, вие неверојатно, вика, личите, вика, на Елиот. И после ми вика, не на Елиот, вика на еден друг англиски поет, на Джордж Гордон Байрон. Мислам, на авторот на Странствувањето на Чајл Харот. Јас викам, зошто? Малку ми стана чудно. Па вика, заради тоа што забележлива е прецизноста со која што работите при креацијата на вашата поезија. Бидејќи она кога преведувала, тоа го забележала. Бидејќи морала, нели, да води сметка на тоа. Во таа смисла сакам да кажам дека јас многу полагам на прецизниот израз. Меѓутоа, не само да се пишува ради да има зборови, фонд на зборови, туку зборовите да бидат до максимум упатени еден кон друг, користејќи ја на постапка, така наречена позната во литературата, што се вика негативна постапка. Значи, малку зборови, голема мисла. Како што и Димитар Митрев едно време велеше да му биде тесно на зборот, да ја биде широко на мислата. Така, своевидна метафора е секој стих. Ова не е поезија која што е напишана самата за себе. Значи, ова е поезија која што комуницира. Која што комуницира. Јас во оваа книга имам една песна која што се вика Рафтови од чекори. Зошто се вика така? Отидов кај мојот чевлар да ми ги поправи чевлите. И гледам во неговите рафтови и тој ми вели, слушај, Борче, твоите рафтови вика се полни со книги, а моите со чекори. Тоа е поезијата за мене. Значи, која ќе ја доживееш низ твоето секојдневие. И да ја дадеш една универзална димензија која што ќе обстане низ времето. Електрични кристали. Мојот дедо ми викаше Жил, зашто кога од детскиот сон пред изгреј сонце, по тутунов прасат ме кубеа тутун да садиме, ко жила од црница за десното се држе. И пред росата да ми смрзне помеѓу прстите, малиот Игнасио, ко гулоб гладен, заливот златена изгрев го гледав, како лепти на плоштадот Сан Марко. Прз една сина далга, како лепти со гондола црна, што татко ја донесе едно утро, наместо изгревот прз морното лице, од ноќните смени на родникот. А кога чудесни кристали носеше,
Христавен рудник денот ми стануваше во кој и денес ги чувам кристалите од животот, кристали на воздишката и здивот, помеѓу кои сонцето секогаш поинаку го прошируваше нашиот малечок стан. Од соби скрбни, соби стуткани кописма тажни, со соби призби што ги вртат од исток, за да растат и дишат со светлина. А мајка ми пак мирно го гледа огледалото, со она што веќе го видела, без оној сладок нектар од раните, кога на Гергев со здивот и воздишката го обезеше невидливиот конец на утехата. Има една соба со свилени буби таму, пред која баба ми учеше како свилениот конец на тишината да го слушам. Велејќи ми дека само еден здив од мракот може да ја прекине преобразбата на воздишката кон ноќ една, кога ноќната пеперовена огнот ги искина сите конци од старата ни куќа, што се уште ја точи свилата од устите на бабата. Та и јас упорно така за живота се држам и будем за секој глас што оддалеку мене допира со пеперугата од изговорот плато. Допадлива и повеќе од тоа. Се надевам ќе ги заинтригира сите наши гледачи да што поскоро да ја побараат во Центарот за култура, во библиотеката. Рековте дека ќе може да ја прочитаат и се надевам дека еден денова ќе биде издание кое што ќе биде задолжително лектирно издание за средношколска возраст барем. Јас би бил пресреќен кога тоа би случило. Оваа книга беше во најтесен избор за наградата Браќа Милодиновци на Стучките вечери, а сега е конкурирана за највисоката книжевна награда за поезија која што ја дава Друштвото на писателите на Македонија, Ацо Шопов наградата.